Македонија преку Југославија 84-та го доби се уште најмладиот олимписки шампион, борење златен медал. Шабан Трстена е во студиото, 8 години доделуваше златни оскари за оние кои што помагале во развојот на неговата кариера и воопшто на олимпизмот. Добро утро за големиот и вечен олимписки шампион. Добро утро. Добро утро и поздрав до сите овој гледачи што гледате ова наутро програмата, спортската програма. Нам ни е тешко да станеме во 5 часот наутро, како име на спортистите, како еден олимписки шампион. Кога станува наутро олимписки шампион? Ај, сега ме врачаш на тоа време. Слушај, стварно, 20 години сум бил на врвот на мојата младост, на мојата спортска кариера. 20 години сум станал стално 6,5. Сум бил прв спортист, од сите тие спортисти, сум трчал футинг, прво јас сам, после у 7,5 се пробудат ове другите и пак со него сум трчал јас, значи, не еден ден, не 20 дена, него 20 години ово што викам. Стварно, еве, вие свака час сега, вие пробудете у 5,5, 6, еве да ги располажате нацијата со разни програма, спортски, култура и све ова. Со информации, да. Најздравиот човек кога ќе станеш сабале. Ама и треба да си легне порано на вечер, нели? Да, слушај, не, на вечер. Наравно дека, зашто ние 3-4 пати сум тренирал. Не сега сега не знам сега како, пошто не сум бор на власт, никогаш не сум бил на власт да ги водам спортисти. У 10,5 ние легнавме. Зашто сабале имаш футинг, 10,5 имаш футинг, у 6 имаш футинг на вечер. Тоа не е еден ден, него цела кариерата, цела требаше дисциплина во себе. Прво од себе да се тргне, па потоа ќе дојдат резултатите. Тоа го имав јас. Имав, наравно, требаше многу жртвување, многу откажувањето од многу ствари од младоста сум го откажал, само да постигнеме ова кај сме денеска. И изразувавте благодарност цели 8 години. Зошто 8 години? Таков беше некој период договорен? Да, зашто од почеток ја реков дека баш ми прашува дека зашто дојде идејата да се дели Оскарот. Види се, свано дојде идејата зашто понекогаш идејата иде на спиење, кога легневаш, размислуваш, разбираш ли, некој фантазија, некоја, викам, што можам да правам, викам, се делат, викам, оскарите за глумаци, за ово, нели, во светот, викам. Викам, зашто ја да правам не еден благодарен са тие луѓе што бил 20 години, 20 години со мене. Немој да мислите дека некој, дека без сам може да освои нешто големи резултати. Не може. Мора да има некој што бил со тебе и еден голем благодарност, викам да дојдам да му благодарам со ова златен олимписки Оскар. И стварно дојде, баш вчера беше и тој што размислевме како да дојдеме до вакви Оскари да направиме. Игор, што го поздравам, тоа екипата Пеахар што прават ове ваки. Да, и ова се медалите, само да подсетиме, Лос Анджелес 84-та, Сеул 88, 52 килограми беше категоријата и сето тоа преточено во сета таа работа која што споменавте, сите тие залагања, сите тие откажувања се преточени во овие две златни крукчиња. Какво е чувството кога еден спортист ќе биде валоризиран, дека неговиот труд, кога неговиот труд ќе се преточи во едно одличие кое што ќе може да го носи целиот живот? Кога со секој поглед се навраќате ли назад на тие моменти? Не сум размислил што мисли како еден спортист. Види, за ова што рековте, треба 4 години. Види, само слушате добро. Јас сум почнал 77 да тренирам. Колко жртвување. 77. И одма, колко тоа, до 6-7 години дојде до ова медалата. Значи, од 80-та година почнав на припреми, на репстација со сеньори. Јас сум имал 15 години. За сеньори припреми. Ти да држиш 200 дена, еден млад спортист, да држи. Ние сега ги рачуваме млади, ги рачуваме 23 години. Не може за сеньори, зашто уште млад. Замислите, затоа викам, не размислевме ние со моите тренери, покојните сега легендарите, Бог да ги прости, Насев и Јарош Сенане.
Опште не размислевме ние времето. Било кое време. Разни температури, разни ладни, не знам, минус, плюс. Да дојдеме до тука. 4 години. Не е маце. Рачунате сега, да, за дојдем на тоа, 19 години сум имал. Што може еден 19 години? Што рековте, како учествував? Опште не осеќав ја. И сега знам кој сум. Сега знам, се на ова 20 години, кога прекинав мојата кариера, кој сум јас бе што сум освоил толку медали? Да освајам ова. Бројни, европски, златни, недостасува светското злато. Да, само да ова да кажам, ја бев на Олимпијада во Лондон, сам, со мој средства, отида да видам што значи Олимпијада. Сварно сум бил на Олимпијада јас. Ама не знав зашто не сум имал време јас да прошетам во Олимпијада, зашто на 2-3 Олимпијади сум бил кандидат број 1 за медали. И отидав тамо, замисли тамо, какво? Викам, дали могуче јас сум тој што сум ги тепал вакви велика сила држави, као што е Русија, Јапонија, Германија, Сојуз е поголем од Русија, уште поголем од тоа, СССР тогаш, да. И денеска тие се суперсила, и денеска. И како може една сиромашна една фамилија, една мала држава, како Македонија, да ги победи сите тие? Значи не може. верува, да може. Значи ништо не е невозможно. Све може, ама ти реков, дека може дисциплинира, може да даваш све, да жртвуваш, без жртвување. Баш вчера имав некој специјален гост за доделување. На последните златни оскари, да. Викам, немој да бидете, да кукате, немаме услови, немаме. Не. Имате услови, имате спортска сали, секој град, секој село имате, секој општина има сега помогнава. Мој време немавме. Джо, ти знаете Сарај каде? Саре немавме спортска сала там, во ресторант на свадби трениравме. Замисли ке дојде тоа шефот Бошко, веројатно не е сега живи тој. Вика, студентча мора да се дигне, зашто имаме свадба. Замисли, такви услови живеевме ние, така трениравме. Сега има секој град, секој село има спортска сала. И не е битно, свано, не сакам да биде тоа време да се врачи без услови. Се има таква изворедно опрема, да, спортска опрема, да. изворедно разни елементи за тренинг, патики, тренерки. Не се дискутира ова време, бе. Ја 2 години не сум имал патики, 2 години. После 83-та, 4-та дојделе, разбираш ли, имаме добра опрема, имаме и спортска опрема има. Ама 2 години се боревме за без патики. Затоа условите не е битно, условите да имаш воља, да имаш да даваш све од себе, секој може да постигне. Шабан Трстена, кога би останале во студиото, можеме слободно една целодневна програма да направиме. Времето не дозвола 10 минути да поминеме во овие утрински појаси. Додовме, ве поканивме, дојдовте да го одбележиме тоа. Ова е Оскарот кој што го доби македонската телевизија, односно спортската програма, за тоа што ја следеше кариерата на Шабан Трстена. Сега нескромно нели ќе си се пофалиме ние дека најголем број од оскарите дојдоа во рацете на поранешните колеги кои што беа дел од спортската редакција и секако спортската редакција македонската телевизија. Шабан, ви благодариме и еве едно ветување дека ќе направиме уште еден голем напор да се документира ова, да се регистрира и да остане за век како едно документарно како еден документарен доказ, документарен доказ за овие медали, да се одјавиме на крај. Фала многу што рече дека 10 минути. 10 минути е многу. Кој е паметен да го разбира. Ме прашува, вика, дали си крадел некоја идеја од надвор? Да. Сум крадел идејата кога сум имал 15 години. 15 години, зашто само руси се шампиони? Ова ми беше во глава. На 15 години сум бил во Киев, кај се борат сега борбите тамо. 15 години сум имал. Сум прашал себе, зашто само русите се шампиони? Замислите, идејата, кратко ми беше, кој се овие? Да не дојде од другата планета. Што имате разлика меѓу мене и за тие?
15 години се зборува 15 години. Значи, за една идеја сум го крадел од тие, зашто тие се шампиони. Кога дојдав тука после 81, 82, еве јас сум тука пред вас, сум го тепал русите 12 години. Секој такмичење, не европско, на светско, на олимпијада. Ништо нема разлика меѓу тие што се светски шампиони. Викам, на 15 години сум размислил. Кратко, затоа за овие 10 минути што е кратко, кој е паметен, не мора да идете у Русија, не мора да идете ни у Кина, еве тука сум, зашто ја имам толку медали, толку резултати, да имам толку успех, секој може да постигнете. Не сум не постигнет. Реков пред малку, зборувам без услови. Секој може. Бидете сигурни дека секој може да постигнете врвовски резултат, да постигнете све медали што постојат во ова планета, во спортот. Фала многу и на вас. Шаман Трстена, благодарим уште еднаш.